Еден од начините да создадеме здраво општество, здрава општествена структура, здрава младина, која што е основата за една заедница, е спортот, а особено вештините кои што се дел од спортот, тоа се боречките вештини, се разбира. Каратето е боречка вештина, тоа го тврдиме одговорно, со најголема дисциплина вметната, инкорпорирана или која што потекнува од ДНК-то на самиот спорт. Ова утро Кристијан Младеновски, тренерот на карате клубот Олимпик спорт, е гостин во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро. Со најавата не претерав, тоа е тоа што... Вистинското, да, вистински во сршта, да. Тоа е она вистинското. Каратето е една од вештините која што ни помага да се справиме прво со самите себе си, а ако се справиме, ако успееме да се справиме со другиот во нас, тогаш многу е полесно да бидеме квалитетна индивидуа во рамките на едно општествено живење. Така, баш она што го кажавте на почетокот, а во самиот вовед, она што е најбитно треба да гледате што го знае дека каратето пред се е вештина. Значи не е спорта, самото тоа што е вештина многу кажува самото за себе. Значи ние на самиот тренинг имаме многу дечиња што доаѓаат и се многу повлечени во себе или доаѓаат дечиња кои што се, не би кажал дека се агресивни, меѓутоа имаат повеќе енергија во себе. Со самиот карате тренинг, со самата вештина, оние дечиња што се повлечени добиваат повеќе на самодоверба, се опуштаат во друштвото, повеќе се социализираат, а оние што се подинамични, што имаат повеќе енергија, едноставно ја смируваат својата енергија и стануваат навистина вистински личности и го изградуваат својот карактер преку вештината. Во контекст на она што ни се случува во општеството, во обкружувањето, немирот што го носиме со себе од турбулентното време, кој што се немир кој што се манифестира на сите нивоа од најмладите до највозрастните, колку каратето придонесува за смирување на душата и за формирање на личност? Многу, навистина многу, затоа што еден карате тренинг не е само физички тренинг. Значи тука пред се ние работиме на психолошкиот развој на самото дете, зашто кај нас доаѓаат дечиња што се од 5 годишна возраст па нагоре, а имаме и возрастни што се од, не знам, 30, 40, 50 години, 60, што првпат се запознаваат со карате вештината и навистина многу им помагаат во животот, во турбулентен период од животот, кај што и самите дечиња, нели, со интернет, со телефони и со сите тие таблети се цело време, а за разлика и возрастните кои што имаат премногу активности за време на работа и доаѓаат на карате тренинг, навистина добиваат еден душевен мир. На акумулираната или акумулираната негативна енергија многу полесно се празни кога тоа е системски начин, кога тоа нешто што е востановено, кога е тоа нешто што е проверено. Гледаме материјал, гледаме снимки од неодамна одржаниот турнир Олимпик Open 2023, да, турнир кој што беше импозантен и по бројот на учесниците, меѓутоа и по квалитетот на она што се виде таму. Да, значи оваа година за прв пат го организиравме Олимпик Open 2023. Ова е една идеја што заедно со мојот колега Александар Кузмановски, ние сме двајца тренери во клубот Олимпик, една идеја што тежна и кај нас повеќе години. Сакавме ова за прв пат да го направиме 2020 година, меѓутоа поради короната се одложи, нели? За прв пат го направивме оваа година, се случи во салата спортскиот центар Јане Сандански. Имавме без малце 1000 пријави, значи надпреварувачи, 12 земји учесници, значи покрај околниве, речеме, нели, нормално од Македонија, Србија, Бугарија, Албанија, Црна Гора, Грција, имавме од Босна и Херцеговина, од Словенија, од Турција. Меѓутоа, оно што беше импозантно е квалитетот на надпреварувачите. На овој надпревар, што ние сме особено горди, имавме учество на олимписки шампиони, значи на актуелни олимписки шампиони. Тука беше Ивет Горанова од Бугарија која што настапи, таа е актуелен олимписки првак од Токио. Нејзиниот тренер Јована Прековиќ, која што пред неполни 2 месеци завршил својата надпреварувачка кариера, меѓутоа исто актуелен, олимписки првак и светски првак, исто актуелен се уште. Да победиш јапонец во неговата вештина. Во неговата вештина, значи самото тоа кажува кој се бил на овој турнир. Тука беа сестрите Шиповиќ од Босна и Херцеговина, кои што едната е младински светски првак, другата е трета на европско првенство. Она што исто беше импозантно, од Турција за прв пат кај нас на еден турнир доаѓа Халдун Алагаш, кој што е легенда на светското карате, на турското карате, дојде нормално како тренер со својот клуб, што за нас беше навистина голема чест. Тука беа покрај нив особено присуство, нас особено гордост не беше што и нашиот тренер беше тука, Назим Куртовиќ, исто легенда на македонското, на југословенското карате, на европското карате. Навистина имавме плејада на вистински каратисти. Колку сте задоволни од тоа што нашите надпреварувачи
Претпоставам дека не беа само од вашиот клуб. Да, имаше од цела Македонија, цела Македонија, да. Колку сте задоволни од тоа што нашите надпреварувачи го презентира нивото на подготвеност, нивото на развој, нивото на работа со каратето во Македонија? Навистина едно импозантно ниво на квалитет. Од Македонија настапија, мисля, че дека некаде околу 500 или 600 надпреварувачи на овој надпревар. Тоа се од најмлади категории, дечиња родени 2016-2017 година, кои што настапиле во кати, и повозрастни, навистина имаше многу добар квалитет. Тоа едноставно само кажува дека Македонија може да се гордее со своето карате во младинските категории и така. Како котираме на меѓународната сцена со оглед на тоа дека мерило за квалитетот на работата, освен задоволството на домашно ниво, е и успехот на меѓународно ниво. Како македонските каратисти се носат со меѓународните стандарди кои што ги поставуваат поуспешните земји во оваа сфера? Вака, она што е особено импозантно е тоа што македонското карате во младинските категории, збориме кадети, јуниори, U21, наистина котираме многу високо. Значи, сме можеби секогаш сме носители на европско или на светско првенство. Последното светско првенство за кадети, јуниори, U21, Македонија се врати со 2 сребрени медали во 21. Нашиот клуб, ние како клуб, значи имаме освојувачи на медал од светско првенство Бојан Костов. Бојан Костов исто беше втор на кадетско европско првенство, беше трет на европско јуниорско првенство. Столес Милковски беше втор на U21 на европско првенство, беше и трет на како кадет. Фахи Весели беше втор на европско првенство и носител на бронзен медал од младинска олимпијада. Значи, резултати во младинска категорија ние како клуб, меѓутоа и нормално македонското карате има навистина безброј и сме меѓу федерациите кои што носат најмногу медали на европски и на светски првенства. Меѓутоа, кога доаѓа моментот до сениорски резултат, тука веќе доаѓаат секако де факто до израз финансиите, со кои што ние не можеме да се пофалиме, а без сериозни финансии не можеме да имаме и сериозни резултати. Котираме добро, значи тука ние Емил Павлов, кој што ние се гордееме со Емил Павлов, затоа што Емил Павлов беше 2 пати европски првак, беше носител и на актуелен вице првак на свет, значи второ место на светско првенство, освојувач на трето место на европски игри. Оваа година се повторно ќе настапи на тие европски олимписки игри. Меѓутоа мораме да имаме континуитет на тие резултати. Значи покрај Емил Павлов и Берат Јакупи беше тука претходно, Мартин Несторовски и плејада други. Меѓутоа мора да имаме нови каратисти кои ќе ги заменат овие кои што веќе нормално ќе заменат во пензија. Меѓутоа за тоа мора да има посериозни финансии за да може да се носиме со светските репрезентации. Што значи сериозни финансии? Еден карате клуб или една карате репрезентација или едно карате во рамките на една држава чини многу помалку, а носи резултат од некој подпросечен фудбалски клуб, од некој непостоечки кошаркарски клуб, од некој не знам каков ракометен клуб, со сета почит на сите кои што се дел од спортот, со сета почит на сите кои што вложуваат и кои што имаат своја визија, меѓутоа чисто сакаме пластично да доловиме дека за развојот на каратето на сениорско ниво не се потребни мултимилионски договори или милиарди или кој знае што. Многу малку е потребно со цел исчекорот да биде огромен. Така е. Значи, за една репрезентација или за еден клуб, во случај, за да настапиме на тие сениорски првенства. Збориме за сериозен сениорски резултат, зашто се добро и да имате квалитетни подготовки, исхрана, време за одмор и слично. Све тоа. Значи тоа не се баслосовни суми. Каде што треба на пример еден кошаркарски клуб или еден одбојкарски или фудбалски клуб за да се спреми, зашто таму останува збор за голема бројка, дека каде помал. Меѓутоа во текот на годината еден каратиста мора да посети неколку сериозни првенства, тоа се тие премиер лиги. А нормално мора да стекне искуство да има континуитет на премиер. Меѓутоа тие премиер лиги се во за нас далечни земји, не знам, Рабат, Мароко, Јапонија. Ајде тука некој низ Европа, све тоа кошта многу финанси. Ние како клубови и како федерација немаме таков буџет на финанси. Значи кај нас све се сведува на оној ваучер, да речеме, што е од Агенција за млади и спорт, некое ситно или благо спонзорство, што во клубовите се сведува на 99% се сведува на родителски однос. Значи имаме родител кој што вежба неговото дете во клубот и тој од љубов према тоа
помага во клубот. Ти се помагатели Добро, во клубот. меѓутоа детето ќе престане да тренира на пример во клубот. Завршува приказна. Приказна да завршува. Не постои ли начин да се направи некоја структура која што ќе му помогне на каратето? Има ли општествено одговорни компании и фирми низ Македонија? Има, сигурен сум дека има, еве тоа се гледа и во другите спортови, дека навистина има сериозни компании, сериозни фирми. Можеби затоа што каратето не е толку атрактивно или не е толку гледано како, не знам, фудбал, кошарка и останатите екипни спортови. Помалку чини. Помалку чини, а носи сериозни резултати. А од друга страна пак носи и сериозен мир, како што кажавме на почетокот, меѓу оние кои што го практикуваат. Така. Што повеќе ќе кажеме во наводници каратисти, тоа помирно општество. Помирно општество. Така е еден повик до сите општествено одговорни компании и фирми да се вклучат во карате федерацијата, да се вклучат со карате клубовите, едноставно да помогнат. Не се тоа преголеми финансии, меѓутоа за карате клубовите и за карате федерација тоа ќе значи многу и верувате со мала финансиска инекција ние ќе имаме сериозни резултати. Пута два повеќе од овие сега што ги има. Каратето во Македонија во периодот што предстои, лето, есен, па потоа и зимата, нели? Каков е календарот кој распоредба? Во континуитет се надпреварите. Значи те се во континуитет, каратистите едноставно вежбаат кроз цела година. Не може за едно првенство да кажеме окей, сега ние се спремаме 2 месеца и ќе направиме резултат. Значи тоа дете мора да има или тој спортист мора да има континуитет од цела година. Светско првенство имаме сега во ноември за сениори, балканско првенство во теке моментов, медитеранско првенство во Тунис што се одржува. Има младинска премиер лига во Хрватска, во Пореч, потоа од септември продолжува календарот на надпревари со тие премиер лиги, серија А лиги, балканско првенство во ноември и секоја година во февруари месец има европско првенство за кадети, јуниори и U21. Работите и понатаму интензивно во клубот, се разбира, очекувате нови таленти, има потенцијал? Секојаш да. Она што е најинтересно е тоа што каратисти секојаш има. Значи дечиња што сакаат да вежбаат карате секогаш има. Во светски рамки по некоја стручна литература за дечињата најдобро е да вежбаат карате и гимнастика во периодот од 5 до 8 или до 9 години. Зашто цело ќе развија целосна психомоторика на своето тело. После 8-9 години дето треба да се одбере кој спорт сака да вежба, дали ќе биде фудбал, кошарка или било што. Меѓутоа, во светската литература пишува дека е најдобро да вежбаат карате или гимнастика за целосна развој на телото. Можеме само да ви заблагодариме за учеството ова утро. Тоа беше Кристијан Младеновски, тренерот на карате клубот Олимпик Спорт 2007 во Македонија наутро. Видовме